Во ова издание на Newsflash ке гледате. Нов закон во Џорџија кој го ограничува гласањето по пошта и ги зајакнува барањата за идентификација на гласачите, поттикна дебата на национално ниво во САД. Во светот има повеќе од 1 милиарда луѓе кои живеат со некоја форма на попреченост, но пандемијата нивниот живот го направи уште потежок. НАСА развива нова технологија за скафандери кои би биле користени од астронаутите при враќањето на месечината, но и при новата мисија на Марс. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Иванчо Наумовски, а ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Дебата околу законот за ограничување гласање по пошта во Џорџија. Демократите ги разгледуваат опциите, иако се мали шансите, легислативата за гласачките права да помине во Сенатот. Еве зашто станува збор. Низ целата нација има нови грижи по завршувањето на минатогодишните избори. Минатиот месец републиканците во Џорџија изгласаа закон кој ги менува правилата за гласање во оваа сојузна држава. И кој поттикна протести на улиците, но и од страна на некои корпорации кои велат дека законот ги дискриминира малцинствата. Поранешниот председател Доналд Трамп тврдеше дека има изборна измама во Џорџија, каде тесната разлика му помогна на Џо Бајден да стане председател. Изгледа дека законодавците републиканци во Џорџија заклучиле дека решението на нивните изборни проблеми е да го направат гласањето потешко. Зашто гласачите кои не гласале на минатите избори не беа нивни гласачи. Тоа е суштински неамерикански. Според демократите, 360 закони со рестриктивни мерки за гласање се предложени во 47 сојузни држави само минатата година. Републиканците тврдат дека демократите ја напаѓаат потребата за безбедносни механизми во гласачкиот процес. Тоа е само последен напад врз една од нашите сојузни држави за носење закон за интегритет на изборите. Тоа е едноставно. Националните демократи и големите бизниси заклучиле дека треба да ја малтретираат Џорџија поради незините нови закони за гласање. Но активистите како Стейси Абрамс, кои имаа клучна улога во мобилизирањето на гласачи од малцинствата во минатогодишните избори, велат дека овие закони се најнова форма на расна дискриминација. Ќе одржи нашата држава конкурентна и ќе обезбеди напредок на заедниците. Ќе се врати производството во државата. Според гласачката легислатива донесена од демократите во представничкиот дом, изборните стандарди треба да бидат изедначени на национално ниво. Потек кој републиканците сметаат дека би ја одзел моќта од поединечните сојузни држави. Легислативата има мали шанси да помине во Сенатот, каде демократите имаат минимално мнозинство. Во светот постојат повеќе од 1 милиарда луѓе кои живеат со некоја форма на попреченост. Во комбинација со коронавирусот, нивниот живот стана уште потежок. Во оваа пандемија лицата со попреченост се соочени со специјални ризици. Нивните претходно постоечки здравствени проблеми ги прават ранливи. Тие се подпираат на други и често се заборавени. Ние имаме потреби. Има работи кои за нас се неопходни. Храна, покрив над глава, облек. Им треба на сите, но луѓето со попреченост имаат дополнителни потреби. Секој тип на попреченост се соочува со различни бариери. Во Домот за живот со асистенција Мери Маршал, 70-годишната Мјуриел Крајслер добива грижа финансирана од владата 24 часа на ден. Силни рестрикции важеа до неодамна. Сега просторијата за ручање е отворена еднаш неделно. Собата за дружење е отворена и луѓето можат да разговараат, да имаат активности. Изминатава година жителите на домот беа држани во изолација за да се спречи ширење на инфекциите. Тоа психолошки беше тешко, вели раководителката Дивина Алстон. 70% од нашите станари се диагностицирани со шизофренија. Дури и со лекови забележуваме зголемување на халуцинациите и депресијата. Активисти ги документираат проблемите во САД и во светот. Лицата со попреченост треба да имаат приоритет за вакцина, но тоа не е случај во поголем дел од светот. Зависноста од членови на семејството може да причини дополнителни влошувања на нивните состојби. Во САД околу 61 милион возрастни живеат со попреченост. Многу од нив се во групни живеалишта и тоа дополнително и отежнува ситуацијата.
33% од смртните случаи се во такви конгрегации. Тоа е како стапица за постари луѓе и лица со попреченост. Имаше слаб надзор, недоволно персонал и неадекватен тренинг за персоналот. Администрацијата на Бајден креираше работна група да се занимава токму со диспаритетот во грижата за овие лица. НАСА развива нова технологија на скафандери, кои би биле користени во наредните мисии на месечината или на Марс. Но сето тоа го прави во соработка со студентите. Еве како. Студентот на Универзитетот Бретли, Зек Бахман, не пораснал мислејќи дека ќе биде астронаут. Јас сум низок, со оштетен вид, имам астма, па не можам да видам астронаут дури и да сакав. Но неговиот интерес во видеоигри и компјутери го става во центарот на напорите на национално ниво за развивање на нова технологија на вселенски кациги за следната генерација астронаути. Од секогаш ме интересирала научната фантастика и технологијата, па ова ми звучеше како кул проект и тука влегов во него. Кул проектот е на НАСА и е наречен студентски предизвик за дизајнирање на технологии за кориснички интерфејс за вселенски скафандар. Тој им овозможува на студентите да креираат дисплеи кои би се користеле во скафандерите и кои би користеле една форма на виртуелна реалност. Се уште ќе може да го видите светот околу вас, но ќе има податоци во прв план. Например, виталните параметри би биле во прв план, но тие и натаму ќе може да ја видат месечината или што и да работат по моментот. Еби Ирвин работи со Бахман во тимот на Универзитетот Бредли. Тие користат најновата технологија од Microsoft за да ги креираат и тестираат своите идеи. За навигацијата употребивме примери од софтвер кои го користат пилотите кога тренираат, но исто така добиваме идеи и од играта Skyrim, од начинот на кој тоа се прави во видеоигрите. НАСА веќе најави нов скафандар за следните мисии на месечината од програмата Артемис, кои треба да започнат кон крајот на оваа деценија. Но следниот предизвик е финалната верзија како однатре ќе изгледа оваа најнова технологија. Тоа е целта на овој проект. Идејата беше да обезбедиме одредени средства за студентите да придонесат кон решение за овие технички предизвици. Брендон Харгис вели дека овој проект ти помага на НАСА да реши неколку стари проблеми, како оној со доцнењето на комуникацијата меѓу Земјата и Месечината, кој е уште поизразен со Марс. 400.000 километри од Земјата до Месечината или повеќе милиони километри до Марс. Има доцнење во комуникацијата, па ако астронаутот има поголема автономија во носењето некои одлуки врз основа на планот на мисијата, оваа технологија би им помогнала во тоа. Во една типична година, 10 тимови би отпатувале во Вселенскиот центар на НАСА во Хјустон, Тексас, за лично да ги демонстрираат своите дизајни. Но поради пандемијата, сега сето тоа се прави виртуелно и на далечина, со што може да учествуваат и повеќе студенти. Бидејќи оваа година тоа го правиме виртуелно, поканивме 20 тимови да учествуваат во онлайн виртуелниот курс. Харгис вели дека благодарение на направеното од студентите, дизајнирањето на технологијата оди побрзо од планираното. Нивната работа го раздвижи истражувањето во ова поле. Кога првата жена и следниот маж ќе слетаат на Месечината, со нив ќе биде и технологија инспирирана од работата на студенти како оние од Универзитетот Бредли. Таа ќе биде пред нивните очи и ќе им помага храбро да одат и да прават работи кои малкумина ги имаат направено. Многу се гордеам со она што го имаме направено досега и со она што можеме да го направиме. Тоа беше се за денес. Не заборавајте да учествувате во нашата најнова анкета на нашата веб страна. Од каде најмногу се информирате? Дали е тоа телевизија, радио, весник, портали или социјалните мрежи? Имајте убав ден. Пријатно.